Како што коронавирусот продолжува да се шири насекаде во светот, користењето медицински услуги преку телефон станува суштинска потреба. Илјадници болници во САД, Европа и во Кина сега им нудат на пациентите можност да разговараат со лекарите преку видеоповик. Пациентите треба да ги намалат нивните посети и чекање во редици во болница за време на пандемијата. Онлайн консултациите помагаат да се спречи ширењето на вирусот. Но здравствените прегледи онлайн имаат и негативни страни, бидејќи е потешко да се утврди прецизна диагноза. Некои луѓе имаат проблеми да се поврзат на интернет. Овој предизвик би можел да се реши со телефонски услуги, како што нуди Теладок, виртуелна здравствена компанија со седиште во САД. Представници на компанијата велат дека нивните услуги биле зголемени за најмалку 50% изминативе 2 недели. Слични компании како DocsASAP стануваат се популарни. Правиме две работи. Градиме платформа која возможува да се намалат проблемите за пристап до вистинскиот лекар и создаваме еднаков систем за лекарите и компаниите за здравствено осигурување да можат да работат заедно. Ваквите платформи им дозволуваат на пациентите лесно да закажат консултација, да променат термин за преглед, да разговараат за детали за здравственото осигурување, како и да консултираат специјалист за кратко време. Сакаме да им олесниме на пациентите да стапат во контакт со лекарот пред и после прегледот, за да можат да ги дознаат резултатите. Главниот проблем со телефонско лекување е правење тестови, иако тоа не е невозможно. Стартап компанијата во Тексас, која испраќа лабораториски тестови по пошта, стана толку многу успешна што направи милионски договор за шоуто Shark Tank на телевизијата ABC. Компанијата нуди повеќе од 30 лабораториски тестови, меѓу кои за проверка на нивото на хормони, холестерол, за алергија на храна и така натаму. Достапни се и тестови за HIV, како и за репродукција и стрес. Пандемијата на некој начин е сила која не принудува да ги прифатиме сите нови методи. Мислам дека ова ќе стане нормална пракса во иднина. И додека медицинските услуги по телефон се шират, долги редици на улица се уште постојат. И тоа за да се влезе на места каде има пристап до интернет и за плаќање сметки. Сепак, додека трае пандемијата, седењето дома може да спаси многу животи.